Почитуван председател на Собранието на Република Македонија, господин Талат Джафери, почитувани пратеници, министри, пријатели, припадници на полицијата, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Евене, на овој ден, точно една година после бруталните и насилничките настани овде во Собранието на Република Македонија, стоиме гордо, исправени во домот на граѓаните и во служба на граѓаните на нашата земја, Македонија. Не е тешко да се сетиме на тој ден, кога во попладневните и вечерните часови граѓаните беа шокирани од насилството кое се случи во оваа сала. Таа вечер, домот на граѓаните, во кој се соочуваат аргументите, беше узурпиран од насилство. Наместо да ги отворат вратите на правната држава, за владење на правото, за новото време кое носи реформи и за легалните институции, тие ги отворија вратите на насилството, ги отворија вратите на пеколот. Тоа што се случи тој ден, на 27 април, се очајнички постапки на насилство. Денес, се уште не можем да прифатам дека некои од тие насилници, за да го реализираат нивниот монструозен план и намера, биле подготвени и за ликвидација на некои од членовите на Собранието. Да, почитувани граѓани, во нивните очи се гледаше зло, чисто зло и намера за одземање човечки животи. Тоа што се случи тој ден, 27 април, се постапки на ароганција, очај и алчност на оние кои беа решени да се задржат на власт по секоја цена, без чувство за последиците на нивните мрачни амбиции. Тоа не беше само напад против мене, против нас, туку напад против секој еден граѓанин на Република Македонија, напад на темелите на демократијата. Нивните постапки не беа само криминал, туку беа повеќе од предавство. За да не се случи голема трагедија и најлошото, помогнаа разумот и присебноста на мнозинството од пратениците, храброста на поединците и силниот порив кај секој од нив за безумието да заврши без трагични последици. Ги гледав и очите на соборците, на пратениците, на членовите на обезбедувањето, на полицијата, на новинарите, на камерманите, на сите кои се спротивставија на насилството. Во очите на соборците видов силна желба за живот. Но видов и гордост. Човечка, бистра гордост, верба и одлучност да се оттурне злото, да се спасат живи глави и да се оди напред за демократска, граѓанска, за Македонија на сите нејзини граѓани. Овој силен мотив ни даде сила да се охрабриме меѓусебно, човечката чест да ја држиме на највисоко ниво, да си помагаме во санација на раните, да го запираме крварењето, но и да ги повикуваме нашите пријатели и подржувачи да одат во партиските штабови, а не во Собранието, за да не настрада уште некој. За да не ескалира насилството, помогна и присебноста на поголемиот дел од граѓаните на Република Македонија, кои останаа разумни и смирени. Зашто во такви моменти малку треба за да се поттикне реакција и на другата страна и да се судрат со граѓани, брат со брат. За среќа, тоа не се случи. Во овој момент сакам да ви се заблагодарам за присебноста и мудроста што ја покажавте, почитувани граѓани. Повеќе од било што друго, таа присебност му покаже на светот дека Македонија е спремна за нова иднина. И да знаете, ја познавам болката што и вие ја доживеавте таа вечер, ја делам вашата тага за тоа што и се случи на Македонија. Сите сме луѓе, ниту јас, ниту овие пратеници и министри сме исклучок од тоа. Како ваш брат, пријател, татко и другар, ја почувствува вашата голема грижа. Сите бевме ужаснати, но се боревме и го надминавме стравот. Не можевме да си дозволиме да бидеме кукавици пред лицето на тиранијата.
Тоа е одговорноста што лично ја чувствував, но тоа е одговорноста на сите нас. Бидејќи здружени, ги надминавме тие тешки моменти и само заедно ќе се избориме Македонија да биде дел од напредниот современ и демократски свет. Почитувани, денес сите вложуваме напор оваа траума да ја оставиме зад нас. Во минатото да биде завршена работа. Но катарзата на тој настан низ кој минаа сите граѓани на Република Македонија мора да помине низ правосудниот систем. Тоа е воедно и единствениот начин за да ја дознаеме целосната вистина и позадината на тој настан. Инспираторите, организаторите и насилниците ќе треба да се соочат со политичките, но и со правните последици. Низ судска институционална постапка во држава во која владее правото, без политички притисок и влијание. Така ќе направиме единствена асоциација и слика за овие настани, да биде сликата за слободата. Нека биде 27 април сликата за Македонија, која се бори за својата слобода. А тие, насилниците, иронично, без да помислат дека ќе се случи такво нешто, тие што ги организираа и што ги извршуваа неразумните насилнички настани во собранието, не се ни свесни дека всушност го забрзаа доаѓањето на слободата во земјата. Политичкото насилство во собранието постави јасна граница. Од една страна, застапниците на мракот, на политичкото насилие, оние кои сакаа моќ за своја лична корист, а од друга страна, демократските, прогресивните политички актери од сите политички бои во собранието, заедно со мнозинството граѓани. Каде сме денеска, на 27 април 2018, година дена после обидот да се урниса демократијата. Во периодот од изборите 2016 година до 27 април минатата година, постојано повторувавме дека граѓаните на Република Македонија запреа и срушија режим со пенкало. На слободни избори и слободно изразена волја на граѓаните. Пенкалото го заменија институциите. Институциите на системот со полн капацитет и со доверба што имаат од граѓаните треба да бидат столбовите на правната држава и на сигурноста на граѓаните. Мнозинската волја на граѓаните, застанати зад идејата за едно современо општество, ја донесува одлуката за поинаква, граѓанска, демократска Република Македонија, земја на можности за сите своји граѓани. Излеговме од длабока политичка криза и од заробена држава. Се вративме на патот по кој чекорат сите европски демократски држави. Ја убедивме Европската комисија дека заслужуваме препорака. Сега сакаме да ги убедиме и државите членки на Европската унија и Европскиот совет дека заслужуваме почеток на преговори за членство во Европската унија. Почитувани сограѓани, Република Македонија и незините граѓани ги заслужија сите признанија за спроведените реформи кои го зачудија светот. Денес светот го гледа нашиот напредок како резултат на една миролюбива демократија која е спремна да биде дел од Западот и од новата иднина. Каква разлика може само една година да направи? Ова достигнување е ваше, наше, заедничко е и мора да го надградуваме понатаму. Почитувани сограѓани, во зрела демократија насилството никогаш не може да биде одговор. Да се вложиме сите во слободата, во животот. За омразата и насилството никогаш повеќе да не се повторат. Никогаш повеќе омраза и насилство. Омразата може само да ја изеде душата од внатре. Немаме време во животот и за омраза и за сакање. Времето е доволно само за едното. Затоа сакајте безрезервно и со отворени срца и умови, борете се за слободата, за правдата и за подобар живот. Наша заедничка вредност, што не дефинира како држава, е да се почитуваме едни со други. И тоа не прави горди и одговорни граѓани на Република Македонија. Како ваш премиер, ве повикувам да се ослободиме од болката од минатите години
и наместо тоа да се задолжиме со убава мисла, со верба и посветеност, заедно да изградиме нашата заедничка иднина, иднината на нашите деца и на нашата Македонија. Само со заедничка работа имаме перспективи и светла иднина. Имаме можност да изградиме живот за сите. Оваа промена бара време и труд, но покажавме, кога работиме заедно, резултатите брзо доаѓаат. Ова е мој повик за акција. Приклучете се со сета ваша сила и креативност. Вложете ги сите идеи и целиот труд да изградиме нашата заедничка Македонија, како земја на сите граѓани, едно општество, економија во развој, членка на НАТО и Европската Унија, држава со услужни институции, земја на вредни и срекни граѓани. Македонија, земја на можности на сите своји граѓани. Благодарам.